Предмет биологија, одделение 7. Наставна содржина, исхрана и преноси на енергија. Цели на часот. Ученикот треба да научи дека единица мерка за енергија е килоџул, дека растенијата создаваат скроб како резервна храна, дека животните користат готова храна, дека можат да користат информации од секундарни извори, прават предпоставки и ги разгледуваат во однос на добиените докази, разгледуваат, објаснуваат и предвидуваат користејќи научен метод на истражување. Поими кои денес ќе ги изучиме се енергија, исхрана, пренос на енергија, хемиска енергија, џули, килоџули, предвидува, споредува, негативна контрола. Што ви е потребно за денешниот час? Потребно ви е прибор за пишување, тетрадка и се разбира учебник по биологија за 7 одделение. На почетокот на часот потребно е да одговориме на неколку прашања. Првото прашање е како луѓето и другите животни добиваат енергија за да вршат работа. Второто прашање е кои типови на храна содржат најмногу хемиска енергија. А третото, како можеме да го дознаеме ова и како можеме да го истражиме. На првото прашање одговорот е едноставен, бидејќи сето тоа го обработивме во претходната наставна содржина кога учевме за енергија. Тогаш разбравме дека животните и луѓето добиваат енергија од храната која што ја внесуваат. Кои типови на храна содржат најмногу хемиска енергија? Тоа не можеме да го одговориме веднаш, но затоа може да ни послужат различни етикети од храната која што ја внесуваме, од различни продукти кои ги внесуваме во текот на денот. На овој слайд можеме да забележиме 3 етикети. Од сок за растварање, потоа од јогурт и од масло за јадење. На овие етикети она што нас не интересира се овие табели кои што се отпечатени на еден дел од етикетата. Што пишува на тие табели? Што има означено во тие табели? Еве сега ќе се запознаеме. На една таква табела можеме да прочитаме неколку повеќе податоци. Прво да научиме дека ова е табела за нутритивна вредност на храната, односно за хранлива вредност на храната. Што значи хранлива вредност? Тоа значи дека на оваа табела се означени сите материи кои што влегуваат во состав на продуктот кој што го јадеме. Потоа можеме да прочитаме колку енергија има овој продукт. И имаме 2 колони кои што се однесуваат на 100 грама на производ и во овој случај во 35 грама производ, односно онолку колку што е препорачена дневната доза за внес во исхраната на човекот. Нас не интересираат овие бројки кои што се означени тука и гледаме единици мерки, килоџули и килокалории, односно КЈ и КЦАЛ. Што значат овие бројки? Сега ќе се запознаеме со сето тоа, но прво мораме да видиме ако споредиме неколку етикети, треба да ги забележиме податоците кои што се сретнуваат кај сите нив. Тоа се нарекуваат шаблони. Кои шаблони ги воочуваме? Воочуваме дека на секоја ваква табела од левата страна се означени сите материи кои влегуваат во состав на производот, како што податок за енергетската вредност, за мастите, за јаглените хидрати, за влакната, протеините и солта кои што влегуваат во состав на производот. Еве една активност за вас. Потребно е да откриете кој продукт има највисока енергетска вредност. Продуктот под А, Б или В. Намерно се избришани податоците, бројките со енергетска вредност и вашиот е да претпоставите и да ги рангирате. Со единица оној продукт кој што мислите дека има највисока енергетска вредност, со двојка тој што е втор и со тројка третиот продукт. За наследниот слайд јас ќе ви ги кажам точните одговори, односно како што се тука поставени фотографиите, така исто се и според енергетската вредност, односно највисока енергетска вредност има маслото за јадење.
Тоа ни беше под А. Потоа сирупот за растварање, односно сокот за растварање, тоа ни беше под Б, и под В ни беше сирење, односно најниска енергетска вредност има сирењето. Зошто е ова важно? Важно е да знаеме, да ги прочитаме овие табели и да ни помогне да откриеме со колкава вредност има храната, колкава енергетска вредност има храната, односно за да знаеме точно како правилно да се исхрануваме, од кои материи, од која храна да внесуваме помалку, а од која храна да внесуваме повеќе. Во овој случај маслото и шеќерите треба да ги избегнуваме, а повеќе да обрнеме внимание на млекото и млечните производи, бидејќи тие ни содржат многу белковини кои што ни служат како градбен материјал за градење на нашето тело. Единица енергијата се мери во џули или во килоџули. 1000 џули прават 1 килоџул. Тука имаме одредени податоци како можеме да ги претвориме џулите во калории и калориите во џули, бидејќи видовме на етикетите ги има и двете единици мерки. Тоа ќе го направиме преку пример. Како да претвориме килоџули во килокалории? Еве имаме една едноставна задача, односно леќата има 480 килоџули. Колку килокалории има? Ако сето тоа го представиме како задача, ќе забележиме дека 480 го делиме со 4,2 и добиваме резултат 114 килокалории. Во учебникот на страна 10 имате една табела каде што имате ставено, забележано повеќе хранливи материи и сите се изразени во килоџули на 100 грама. Можете вие тоа да го направите, односно килоџулите да ги претворите во килокалории, за да научите како тоа се прави. Живите организми, за да живеат, им треба хемиска енергија, односно им треба енергијата која што е складирана во храната. Без храна не можеме да го замислиме нашиот живот, бидејќи тоа ни е главен и основен извор на енергија. Но од каде доаѓа енергијата во храната? За таа цел потребно е да се потсетиме на она што го прават растенијата, односно дека растенијата создаваат шеќер кој што представува резерва на хемиска енергија, а тоа се случува во процесот на фотосинтеза. Шеќерот кој што се создава има големо количество на скриена сончева енергија, но во овој случај ја нарекуваме скриена хемиска енергија, која што се зачувува, а потоа ние можеме да искористиме кога ќе се исхрануваме со тие шеќери. Вишокот на шеќери кој што се создава во листовите при фотосинтеза, понатаму се претвора во скроб, а скробот се чува во одредени делови на растенијето, како што се подземните стебла, потоа корените, плодовите. Кога ние се исхрануваме со нив, го внесуваме скробот кој што го има зачувано во нив. Но затоа и листовите многу се слични со сончевите панели. Односно сето како се претвара енергијата, сончевата енергија од еден вид во друг. Односно сончевата енергија се претвара во хемиска енергија во листовите и се зачува во скробот. А исто така можеме да го споредиме со сончев панел, бидејќи сончевата енергија се претвора во електрична енергија во сончевите панели. Затоа се многу е слична споредбата. За да можеме ние правилно да се исхрануваме, потребно е да знаеме која храна содржи големо количество на хемиска енергија, односно која храна содржи скроб. За таа цел можеме да направиме едноставен експеримент, односно доколку храната содржи скроб, ако капнеме јоден раствор, тогаш таа добива темно-сино обојување, а ако не содржи скроб, бојата на јодот останува иста, односно не се менува и останува жолто-кафеава. Значи на парче јаболко капнуваме неколку капки јоден раствор и забележуваме дека нема промена на бојата на растворот. На компирот исто така капнуваме и забележуваме
темно-сино обојување. Темно-синото обојување ни е доказ дека во продуктот, односно во производот, има скроб. Затоа направивме еден едноставен експеримент. На палета ставивме различни производи кои што ги имаме од секојдневниот живот, односно можеме да ги најдеме во кујната, како што се компир, ориз, шеќер, сол и така натаму, значи многу производи кои што можеме да ги тестираме за скроб. Капнуваме јоден раствор и почекуваме 1 до 2 минути. Ќе забележиме различни обојувања, односно кај јаболкото не забележуваме обојување, но кај други производи некаде имаме темно-сино обојување, а некаде и немаме промена на обојувањето. Таму каде што имаме темно-сино обојување, таму има големо количество на скроб, значи во тој производ има големо количество на скроб, а таму каде што не е така, нема воопшто скроб. Затоа убаво е да направите една табела, како што е на примерот овде на слайдот, во едната колона продукти кои што имаат скроб и продукти кои што немаат скроб. Можете да го запрете видеото, да ги разгледате убаво палетата и да ги напишете податоците во табелата. Заклучок. На крајот од часот треба да заклучиме дека единица мерка за енергија е 1 килоџул, дека на животните и растенијата им е потребна хемиска енергија за да можат да растат и да се движат, дека растенијата создаваат своји резерви на хемиска енергија со претварање на енергијата од светлината, дека животните јадат храна која содржи резерви на хемиска енергија. Што имате за домашна задача? Во кујната од вашиот дом најдете 5 етикети од храна. Без да ја гледате енергетската вредност на производот, одберете еден производ со најмала и еден производ со најголема енергетска вредност. Разгледајте ги табелите на етикетите и споредете ги со вашите претпоставки. Залепете ги етикетите во вашата тетрадка. Исто така можете да направите тестирање на скроб во храна, да одберете неколку различни продукти, како примерот што е даден во наставната содржина, со мало лажиче да ставите од продуктите кои што сте ги одбрале, да капнете по 1 до 2 капки јоден раствор врз продуктите и да почекате 1 до 2 минути. Можете да направите табела според примерот. Како јоден раствор можете да искористите бетадине од вашата домашна аптека. Еве го примерот. Можете вака да штиклирате и да обележувате со X таму каде што нема промена на бојата на јодниот раствор. За да ви биде поедноставно и појасно, можете да го изгледате и следното видео, кое исто така е направено во домашни услови, односно јаболкото ни представува контролна проба, бидејќи според неа, бидејќи нема промени на јаболкото, односно на бојата на јодниот раствор, и добиените резултати кај другите продукти ги споредуваме во однос на јаболкото. Еве забележуваме во долниот дел од тањирот дека продуктите кои што сме ги ставиле сите имаат големо количество на скроб. Компир, брашно, гриз, палента. Ви благодарам за вниманието. Низ часот ве водеше Билјана Илиева, наставник по биологија во Основното училиште Свети Климент Охридски од село Драчево.